случува денес? За ова денес? Па за ова денес стануваме едно 15 години, а се спремавме негде 2 месеца, све со музика, со све што ќе видат вечерва луѓето тука у Метрополис Арена. Иначе толку се спремавме. Сега ние многу нема да пееме, така да помалце се спремавме од другите, али другите се спремаа многу, 2 месеца. Добро, тоа значи дека вечерва е остварување на вашиот сон, па ви посакувам многу успех. Фала многу Jungle TV, фала што си со нас, респект, репрезент, ве сакаме многу. Гледате Jungle TV, најболја за македонски хип-хоп. И ние сме тоа, и вие сте тоа, за тоа се сакаме. Чувствуваш, возбуден си? Евентуално. Жим една мајка. Као да се чувствувам после 10-12 години работа се остварува сонот. Ти како би се чувствувал да се оствари твојот сон? Најсрекна. Па значи мојата емоција е на такво ниво се. Ова е празно, али јас сум полн. Сакам да кажам дека оваа чаша е празна, ама јас и сите од токсикологија и нашата екипа се многу полни. Бидејќи ова што се случува тука е многу голем успех за било кој човек во оваа земја и во оваа страда. Дали тоа значи дека имаш трема вечерва? Не можам да имам трема да имам 10 години јас. Овие батковци до мене се по 15 години може, не може да имам трема, го чекам ова цел живот. Не смеам да имам трема, јас сум MC, јас сум репер, како да имам трема. Трема може да има тој што е доли и што чека да се качиме. И ти може да имаш трема евентуално, ама ја не . Добро. Колку време ти требаше да се подготвиш? Па, што знам, овој концерт се спрема долго време, ние работиме може некои 3 недели или месец дена, али во принцип сме спремни, само што сме многу... Го имаме уште раперско до нас и се однесуваме као да сме се качиле на конј, тоа е проблемот, не се однесуваме као американците. Иначе сме спремни во секое време и во секоја доба, а месец дена конкретно е токсикологија, иде на проби активно со сладкаристика и мислам дека го добивме тој саунд што треба луѓево да им падне коса кога се качиме ние. Епа, тоа ми остана само да ти посакам многу среќа. Ја тебе ти посакувам многу среќа и да ти се оствари твојот сон како што се оствари нашиот. Фала. А имаш девојка? А ти дечка? Не. Па уживај, имам ја. Една љубов, значи токсикологија круда. Репрезент сладкаристика будало 200. Не, 2010 уствари математиката ми е тапа. 2010 брат, уживај да дием. 200001. Репрезент Jungle TV токсикологија будало сладкаристика будало. Респект. Се наоѓаме до мега звездата, супер звездата. Звезда, мрзам звезди. У принцип, да, јас сум петокрака. Не само Марко, главната фаца на... Не знам кај ми е каѓето, чика. Да. Како се осеќаш? Ја знаете на циганката која победи на мис Шутка, која ја праша како се чувствува, да? Знаеш што им одговори? Евентуално. Ја се чувствувам евентуално. Дали имаш трема? Би кажал, сензационално би се повторил. И така да, сега за сега се чувствувам евентуално, валјда ќе сте овде и ќе ви ги пренесам емоциите од кога ќе се спуштам овде, тоест од кога ќе направам првата пауза, кога ќе се појават моите гости токсикологија. Кажи ми, многу ме интересира, дали песните, сите твои песни се од реален живот, значи дали твоја, дали на некои твои блиски кои познаваш? Па, в принцип, јас сум у фазон као да го пишувам тоа што ми се дешава и тоа што се дешава околу мене, разбираш. Не да го
пишувам да го опишувам. Прераскажуваш. На буква, лапна буква, добра. Добро, и да те прашам што сите ни ли ги интересира, дали имаш девојка? Немам девојка. Да не се навреди некој? Немам девојка, не. Добро, верувам дека Вероника сега сака нешто да те праша. Иако немаш девојка, дали си заљубен? Да. Многу сум заљубен. И така. Јас сум во принцип увек заљубен, разбираш. Заљубен сум во мојата уникатна поезија и музика. I love my music. Знаеме дека некогаш имаш проблеми поради премногу потребување на вулгарни зборови. Дали тоа ти смета? Не знам, ја во принцип имам проблем со тоа мое понашање, разбираш, пошто некад е као ептено пуштено. Ја мислам дека се нема везе, мојот човек баје не го направи здраво, мора да идам да го Зашто говоревме? За употребувањето на вулгарни зборови. Немам у принцип немам проблем. Сите у старт мислеа дека ќе имам проблеми со фура као немој ова брат, нема да помине, бла бла бла. Ја верував, работев и творев и еве ме сега. Дали вечерва стварување на твојот сон или понатаму Марко? Не, ќе се оствари мојот сон кога ќе видам класична македонска топ листа од место број 10 до место број 1 да е хип-хоп. Тоа е мојот сон. Овде кај нас. Мила ми останува што да ти посакам многу среќа. Вероника. Ако мала свирев на хармоника. Многу идеи имаш. Ве љубам, прекрасни водителки имате, ја идам малце да се стоплам, респект Jungle TV, најрап телевизија сте, ве поштувам, многу почнува